Добро вечер, поштовани гледачи. Ова е програмата на телевизија Кавадарци. Во рамките на информативната програма, вечерва имаме платена политичка програма на партијата Народно движење за Македонија. Пред известно време, членови на оваа партија беа гости овдека во Кавадарци, кога имавте можност да ги чуете и нивните први поводи и активности. Вечерва се повторно гости во рамките на платената политичка програма и ќе се обидат за што подобро запознавање на гласачите на територијата на Теквешијата да ги образложат своите програмски цели во пресред на парламентарните избори 2002 година за парламентот на Република Македонија. Гости вечерва се господинот Јанко Бачев и господинот Зоран Бојковски. Со нив вечерва на тема Народното движење за Македонија и нивните цели, поводи и начинот како ќе се представат на парламентарните избори. Господине Бачев, господине Бојковски, добро вечер. Добро дојдовте во студиово. Најпрвен со оглед на тоа дека во првата емисија некако ги прескокнавме биографиите, би било пожелно со оглед на тоа дека ова е веќе на некој начин предизборно представување пред вашите потенцијални бирачи, да ги запознаеме со тоа кој сте, што работите и каде сте моментално. Кој е Јанко Бачев? Вака сега, најпрви добро вечер за гледачите на вашата телевизија и се надевам дека во минутите што следат пред нас ќе го задржиме нивното внимание на интересни теми. Еден од основните принципи на нашето политичко делување во периодот што седи пред нас на граѓаните на Република Македонија детално да им ги представиме луѓето кои што ја чинат оваа партија. Во таа насока ние во сите наши политички активности детално ги кажеме биографиите на сите наши членови за да луѓето, граѓаните на Република Македонија ги видат овие луѓе и да ги видат и да се уверат дали овие луѓе имат квалитет и капацитет да се справат со проблемите кои што произлегуваат од делувањето на една политичка партија. Инаку во кратки црти за мене можам да кажам дека по професија сум дипломиран правник со положен правосуден испит. Инаку потесна моја специјалност е меѓународно право и меѓународна политика, каде што за одреден период треба да ја брана мојата магистарска теза на Правниот факултет во Скопје. А од мојот професионален ангажман можам да кажам дека по завршувањето на Правниот факултет во Скопје во 1991 година сум работел како судски приправник, потоа како адвокатски стручен соработник од 1994 година во Министерството за внатрешни работи или поточно во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, каде што ги поминав сите скалила од инспектор, главен инспектор, па на раководно место началник во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање од јуни месец оваа година председател на Централно собрание на партијата Народно движење за Македонија. Благодарам. Кој е Зоран Бојковски? Добро вечер на гледачите на радио телевизија Кавадарци. Јас сум Зоран Бојковски, председател на Општинскиот одбор на Народно движење за Македонија за општина Кавадарци и регионален координатор за општините Кавадарци, Неготино, Росман, Конопиште и Димир Капија. Доктор на ветеринарна медицина, завршив 1991 година на ветеринарниот факултет во Загреб, вработен во Кјуби. Моментално политички ангажман ми е член на градскиот совет на општина Кавадарци, од каде што и граѓаните и вашите гледачи можеа веројатно да се запознаат со моето делување на локално ниво. Партијата ја направивме на општинско ниво во јуни месец, од тогаш и сум носител на оваа функција на општинско ниво. Излегуваме пред јавноста со нови луѓе, со еден нов квалитет, кој што граѓаните на Кавадарци и на околните општини околу Кавадарци, како што е Неготино и другите помали општини, ќе ги видат нашите квалитети во однос на нови луѓе и нови идеи. За почеток тоа. Благодарам. Господине Бачев, мотив за формирање на партијата, дали не сметавте дека во Македонија има доволно политички субјекти каде што можете да го презентирате својот политички потенцијал и визии, или пак ова што го правите нешто сосема друго што одговара на она што сметате дека можете да го постигнете во политиката?
Јас сега најодговорно можам да кажам пред граѓаните на вашата општина или гледачите кои што гледаат вечерва дека основен мотив за приправењето на партијата Народно движење за Македонија не беше од тој политички аспект за градење некакви политички кариери, туку мотивот не беше е многу подлабок и посуштествен. Сега може би ова ќе прозвучи малку идеалистички и демагошки, но јас како што кажав ги верувам граѓаните дека чисто тој единствен мотив кој што тргнавме да ја правиме партијата е многу подлабок. И сега што сакам да кажам со ова? Јас како што кажав на почетокот работев во една служба каде што ние имавме бројни сознанија како ова земја да биде денеска стабилна, просперитетна и демократска земја. Но за жал сите тие сознанија кои што ги имавме ние како служба, како Министерство за внатрешни работи, за голема наша трагедија не беа ценети на соодветно ниво. Дури во последните сознанија што ги добивме како некако служба укажуваат дека над оваа држава е надвиснато едно темно сценарио, едно мрачно сценарио за нејзино растурање кој што треба да се случи некаде 2005 година, крајот некаде на 2005 година. Сега, за жал, тоа сценарио не е резултат на тие активности што ние секојдневно ги слушаме на некакви терористички банди од страна на тие албански структури, туку за жал во тоа сценарио моментално се вклучени и инволвирани двајцата најкрупни играчи во нашата влада. Тие веќе сега можеме најодговорно да кажеме пред гледачи на Кавараци дека се под директна контрола на една соседна разузнавачка структура и тоа сценарио треба да оди некаде крајот на 2005 година. И тука лежи главниот мој мотив за вклучување во тие политички води, бидејќи имајќи ги преди сите тие сознанија со кои располагавме, јас имав на располагање две алтернативи. Или да гледам како фактички државата ми се распаѓа пред очи, бидејќи секојдневно на маса ги имавме сите тие сознанија, или да направиме на група на луѓе, да направиме политичка партија и во последен обид да направиме еден напор да го спречиме тоа сценарио кој што кажав е застрашувачко за оваа држава. Сите тие сознанија кои што ги имавме, за жал, нашиот премиер не си веруваше на својата служба, туку си веруваше на своите коалициони партнери Џафери и Тачи. Ја растури целата оперативна мрежа на ДБК која падна во раците на Џафери и Тачи, која што подоцна беше проследена до сите тие албански терористички банди. Отприлика тука ми е мотивот за формирање на политичката партија и таа структура на луѓе што се нафативме да ја правиме партијата, ја врзува баш таа идеја, бидејќи јас себе слободно можам да кажам дека сите тие луѓе се една структура кои што се за македонски прилики релативно сите добро ситуирани, кои што успеале во своите бранши и не им е тој единствен мотив за градење на тие политички лични кариери. Еве да бидам и поконкретен, можам да кажем и за себе, јас имав многу убаво работно место, раководно место во МВР, со убава плата, со убави привилегии и бенефиции за наши услови, али како што кажав, влогот е преголем, влогот е Република Македонија, па ние сега во периодот што следи пред нас ќе се обидиме да ја реализираме таа наша идеја, да го спречиме тоа сценарио. Зоран Бојковски, вие сте председател на Општинскиот одбор на Народното движење на Македонија и координатор за овој регион. Кавадарци, Неготин, Росаман, Деверкапе и Конопиште. Кој беше вашиот повод токму оваа партија? Па поводот, мојот личен повод се во некои добри делови од разговорот на нашиот председател на Централното собрание се поклопуваат. Едноставно речено, гледајќи како се одвиваат локалните политички активности, како се добиваат едни нови крилја пред почетокот на секои избори, па и на овие парламентарни избори, познавајќи ги и луѓето кои што се зафатија да ја решат, да пробаат да ја решат оваа ситуација, познавајќи ги нив лично како луѓе, познавајќи ги нивните квалитети и нивните заложби за цела оваа работа да се разреши и да ние како граѓани на една мала држава, но сепак мора да признаеме во едно бурно и лошо време како за локално ниво, така и за државно ниво, едноставно речено мора да пробаме сите со сите своји сили да пробаме нешто да направиме за оваа држава. Јас како председател на Народно движење за Македонија за овој регион и ние како партија на локално ниво ќе пробаме да дадеме една нова вредност на едно ново политичко дејствување во градот, како во
нашиот град, така и во локалните општини како што се Неготино и Росман, Конопиште и Демиркапија. Имаме луѓе кои што се и представуваат квалитет за наши рамки. Имаме луѓе кои што во своите бранши се успешни, до сега не биле експонирани во политиката, но им е доста од некоја си квази политика. Доста им е од тоа да одредени политички партии се менуваат на секои 4 години со идеја дека после 4 години пак ќе дојдат на власт. Принципот на тоа што бев учесник во едно во 98 година во настапот на една промена на политичката свест и во една промена на политичката власт во Република Македонија, ми даде за право да размислувам дека не смеам да бидам дел од оној политички блок на луѓе кои што сакаат онаа власт која што беше пред 4 години да се едноставно речено да им се опростат одредени греови и да се повторно постави на онаа позиција која што биле пред 4 години. Мислиме дека одредени луѓе имале свое време на делување и дека тоа време го искористили, дека треба да си одат од сцената на нашата политичко биле во нашата држава. Истото како што е на државно ниво, гледаме дека се случува и на локално ниво. Гледаме дека политиката во нашите општини се сведува само на еден предизборен период од месец дена, каде што некоја партија која што претходно била во опозиција сега се спрема да биде на власт и уште не почнати изборните кампањи и уште не завршени оние изборни активности и не даден мандат од народот, се прават некои листи кој каде да биде директор, кој каде да биде началник, кој каде да се вработи. Едноставно речено се залажува обичното граѓанство дека доколку се промени одредена власт и дојдат одредени други луѓе кои што веќе имале шанса да се искажат во своите делувања, дека ќе биде подобро за оваа држава. Јас лично, знаејќи дека сето тоа е една ноторна лага, заедно со граѓани кои што сакаат да се комплетно смени свеста на народот, ќе пробаме да ја таа работа откриеме, едноставно речено да им кажеме дека се работи само за лични интереси на една група луѓе кои што сакаат, без обзир на тоа чија припадност имаат политичка, сакаат само да ја гледаат својата лична интерес во практицирањето на во нивниот дел на практицирањето на власт. Какви се вашите проценки како Народно движење за Македонија за иднината на политиката на локално ниво? Оваа корелација што ја одговоривте пред малку. За иднината на политиката на локално ниво можам да зборувам во овој период за Кавадарци. Сите ние сме свесни дека Кавадарци не е дел нити на едната од двете политички поголеми опции. Тоа се докажа на локалните избори каде што граѓаните им ударија шамар на одредени политички опции кои што се замислуваа дека во поголема мерка може само да се заменуваат на секои 4 години. Ние длабоко веруваме дека за кратко време ќе станеме јак политички фактор на територијата на нашата општина и околните општини и дека тој фактор без лажни ветувања, него со конкретни теми, со конкретни моменти и со конкретни решенија ќе го промениме како свеста на граѓаните, така и исходот на целата таа кампања околу иднината на политиката на локално ниво. Тоа значи дека веруваме дека имаме доволно сила, бидејќи имаме луѓе кои што имаат квалитет, тоа ќе го видиме и на презентацијата на партијата со нејзините кандидати кои што ќе ги понудиме од локално ниво. И одговорно тврдам дека тие луѓе подготвуваат програми, уствари подготвени се програми во секој дел од аспектот на животот на човекот, особено што се однесува до нашиот регион, и тие луѓе со квалитетни програми, со квалитетни решенија кои што се реално остварливи, ќе дадат свој допринос и веруваме дека граѓаните во најголем дел ќе се определат за решењата на нашата како економска програма, така и политичка програма. Со оглед на тоа дека сте млада политичка опција, односно партија, и аналогно на ова што го говоревте за Кавадарци како пример на политичка
политичко влијание или определба на граѓаните. Изборниот модел, аналитичарите и помалите партии велат дека одговара само за големите, а малите се некако во втор план. Каде вие се гледате овде, господине Бачев? Дали сметате дека сте средна, мала, голема партија? Каков е одзивот на луѓето за пристапување кон вас? Ние веќе сега можем да кажем дека партиска инфраструктура ни е заокружена на 23 општински одбори кои што ги имаме во Република Македонија. Од тие 34 поголеми региони, бидејќи нас репер за правење на партијата не беше претходниот закон за територијална поделба, кога броеше 34 поголеми општини. Ние сега во 23 веќе сме покриени и можам да кажам дека представуваме реална политичка сила на овие простори, бидејќи освен овие поголемите, кажано условно две партии, не гледам некоја друга партија која што може да каже дека во моментов брои 23 одбори на подрачјето на Република Македонија. Сега овие изборни модели, вакви или такви, не се многу битни. Битно е сега да се каже каква ќе биде природата на овие избори. Овие избори нема да бидат избори за едноставно освојување на власта од една или од друга партија, него на овие избори ќе се спасува државата Република Македонија. Партијата Народно движење за Македонија своето политичко делување ќе го темели на два основни принципа. Првиот принцип ќе биде да им се каже вистината на граѓаните на Република Македонија, односно да бидам поконкретен, која лажеше, која крадеше и која растураше оваа држава во овие 10 години. И вториот принцип на делување на нашата партија ќе биде да понудиме конкретни квалитетни решенија за надминување на сите тие негативни состојби кои што се присутни во државата и решенија кои што значат искоренување на сето она зло што ја пратеше оваа држава во овие 10 години. Сега тука вистината вешто се сокрива од власта, власта манипулира, врши најобични манипулации со граѓаните, вината ја префрла на сосема погрешна насока. Па еве ние секој вече гледаме нашиот премиер како буквално плаче пред медиумите, пред македонски медиуми, како американците не били криви, како НАТО не бил крив, како ги сакале премногу албанците. Тоа се моронски изјави и тези кои што воопшто не држат и кои што не се одесуваат со реалноста. И ние во периодот што седи пред нас тоа ќе го докажеме, со факти, со докази и со конкретни документи, бидејќи носители на сето ова зло што се случува во оваа држава не се албанските терористи, него се условно кажано македонскиот дел од владата, кои што кажав се контролирани најбитните носители на власта во државата од една соседна разузнавачка структура, и тие сега вешто го туркаат тоа сценарио кој што како што кажав е застрашувачко за оваа држава и кој што му се предвидува трагичен крај. Сега ние, како што кажав, ќе се обидеме на овие избори да продра нашата вистина до граѓаните, без разлика што веќе наидуваме на огромни притисоци од актуелната власт. Али ние, еве да кажем конкретен пример, лично од премиерот е даден налог до генералниот на државната телевизија до 15-ти, кога почна официјалната кампања, да не оди ни една реченица за нас на таа државна телевизија. Тоа го имаме конкретни докази на последната седница на тој изборен штаб на партијата ВМРО ДПМН бил даден конкретен налог, а кога му бил доставен извештај од министерот за внатрешни работи за теренската силина на нашата партија, биле договорени конкретни мерки за маргинализирање на нашата партија. Еве сега во оваа прилика само да посочам неколку моменти. Јас би предложил да минеме на програмските определби со оглед на тоа дека се уште не е започната и предизборната кампања и да се задржиме на она што е во контекстот на вашите програмски цели. Па сега вака, јас се сваќам и после изгледа дека тука не можеме до крај да ги кажеме сите тие вистини кои што продираат и вие сте на еден начин државна телевизија под државна капа, али во ред ќе зборуваме за нашата програма. Али како што кажав, овие се избори кои што пред се ќе се решава за судбината на оваа држава и граѓаните едноставно мора да знаат вистината. Сега околу програмските определби можам да кажам дека нашата програма во глобал ќе се состои од два дела. Првиот дел така ќе понуди еден корпус на краткорочни мерки од краткорочна природа, а во вториот дел ќе понудиме мерки кои што значат се мерки од подолгорочна природа и кои што треба да возможат надминување на сите овие негативни состојби кои што ја пратат оваа држава. Тоа е сега за тој корпус на мерки од краткорочна природа веќе се дефинирани број околу 20, веќе сега времето не ни дозвола, ќе набројам само неколку. И тие се мерки кои што ние би ги реализирале доколку гласачите, граѓаните на оваа држава ни укажат доверба на изборите што следат пред нас.
и доколку ние добиеме таа доверба, така популарно наречени во први тие 100 дена од секоја влада, би ги реализирале тие 20 мерки од кои што, како што кажав, би набрал неколку. Така доколку дојдеме ние во позиција да практикуваме власт, прво што ќе направиме поднајетно, ќе ги продадеме сите тие 30.000 службени автомобили. И ќе оставиме само 15, бидејќи сметаме дека е тоа доволен број за тие протоколарни потреби на извршната власт, за тие пречет на тие странски делегации и слично. Сега во државата на терет на буџетот секојдневно се возат 30.000 службени автомобили. Втора мерка што ја направиле од краткорочна природа, ќе ја сведеме апанажата од 12 месеци на пристојни 2 до 3 месеци. Се верувам дека поголем дел од граѓаните на оваа држава не знаат дека сите тие директори на јавни предпријатија, на државни установи, министри, помошници, заменици кои што се изредија во сите овие 4 години и после завршувањето на нивниот мандат се на терет на буџетот дополнителни 12 месеци. Според нашиот број, таа бројка, според нашите сознанија, таа бројка е 230 и сите тие луѓе сега, ако земеме дека просек им е некаде по 1000 марки плата, сите тие секој месец примаат по 230.000 марки од буџетот, а не работат ништо. Значи таа апанажа ќе ја сведеме од 12 на пристојни 2 до 3 месеци. Трета мерка што би ја реализирале во тој краткорочен период би бил фактот што сега многу слушаме актуелни се тие така наречени фискални каси. Тие најодговорно тврдиме дека сите тие каси ќе бидат на терет на државата и на сите трговци ќе им бидат поделени бесплатно, бидејќи таа е една смешна сума за една држава од едно десетина до 12 милиона евра, што може да се покријат сите тие каси. А ако споредиме дека еве тоа најодговорно го тврдиме дека партискиот фонд на ВМРО ДПМН за овие избори изнесува 80 милиона марки, ние на трговците ќе им ги понудиме тие трговски каси бесплатно, а оние што ги имаат веќе купено, парите ќе им бидат вратени. Тоа е значи трета мерка. Четврта мерка од краткорочна природа, јас најодговорно тврдам дека доколку ние дојдеме во позиција да дадеме носители на државни функции, сите тие наши функционери ќе останат и понатаму да живеат во своите домови, а не во државните вили на Водно. Имаме намера тие државни вили на Водно да ги издадеме под закуп, бидејќи сите знаеме дека во Скопје една просечна куќа на странски дипломатски амбасади се издава 20 до 30.000 марки месечно кирија. Сите тие вили ќе ги издадеме под закуп, а и нашите функционери има да ја делат судбината на овој народ. Бидејќи знаеме каков е стандардот на граѓаните, од друга страна гледаме дека нашите највисоки државни функционери живеат во најлуксузни вили во кои што може да им позавидат и многу побогати западни земји. Сега сите тие средства што ќе се остварат од тие краткорочни мерки, тоа е една позамашна сума на пари и ние имаме намера со тие пари во прв момент да изградиме 2 нови студентски дома во Скопје и еден дом за згрижување на сите бездомници. Тоа се отприлика тие краткорочни мерки. На долгорочен план имаме предвидено конкретни решенија за повеќе области од општественото живење, така во делот на социјалата имаме конкретни решенија како да изградиме социјална држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на социјални случаи, како што де факто сега е Република Македонија. Во делот на земјоделието, кој што е исто така гледаме состојбите се катастрофални, а посебно овој регион, оваа изборна единица каде што јас сум носител на листата Струмичко, Кавадаречкиот и Прилепскиот, каде што голем дел од населението живее од земјоделие. Исто така предвидуваме конкретни мерки кои што граѓаните ќе имаат прилика да ги видат, а посебно бидејќи вечера гостуваме во Кавадарци, изготвувањето на таа програма во однос на земјоделието е човек од Кавадарци кој што е исто така на нашата листа за кандидати за избор на пратеници и таа програма ќе им биде поделена каде што луѓето ќе се запознаат поконкретно со сите тие решенија. Инаку овие катастрофални состојби во земјоделието не се резултат на некакви објективни причини, како да кажеме на поплави, да кажеме на суши, на тие временски непогоди, туку сите тие проблеми во земјоделието се резултат на катастрофално водената политика, на немање стратегија за водење на земјоделие, бидејќи овие наши политички демагози се единствено залудени од таа лична желба за моќ, за профит, за слава и воопшто не ги интересира развојот на земјоделието. Или со каков образ и со каква чест нашиот премиер примаше ордени пред некој ден при зграба на тој манастир Плаушник, кога до него стоеше владиката и 5 пати се повика на Господ, а знаеме дека едно од основните канонски правила, запишено во Новиот Завет, е дека сите треба да живеат од својата заработувачка. А денеска ќе кажеме и таа новина, имотот на нашиот премиер, според нашите најнови сознанија, кој што наоѓа во 3 банки во едни држави кои што се помали од Македонија, околу 500 милиони евра. И сега затоа ние мора да ја промовираме вистината, овие граѓани мора да ја знаат таа вистина, бидејќи сите тие неповолни состојби лежат внатре во внатрешните состојби, а не како што се повикуваат нашите политички репрезенти на некакви надворешни фактори, Америка, НАТО и не знам какви се други фактори. Сега што е најинтересно, бидејќи сите знаеме дека огромен дел од нашата млада популација не е вработена, исто така нудиме
многу едноставни мерки за надминување на тој проблем на невработеноста. Ние, нашите проценки зборуваат дека ако дојдеме во позиција да бидеме дел од извршната власт и го продадеме електростопанство, чие што пазарна вредност е некаде околу 2,5 милиарди евра, ние тука имаме разработена стратегија од тие пари да се направи да се овозможат големи вработувања. Сега како би го направиле тоа? Од тие пари, да кажеме, 1,5 милиарда би ја насочиле кон тие проекти за земјоделие и за развој на мали и средни предпријатија. Ако знаеме дека сите економски експерти кажуваат дека во светски рамки едно работно место чини околу 10.000 евра, милиарда и пол евра која насочиме од електростопанство за вработување, еве ви 150.000 вработувања. Тоа се мислам, тука нема големи филозофии, него само треба да се знае и да се сака да се направи тоа. Сега, за жал, во сите овие 10 години, овие нашиве политички манипуланти, сега тука за волја на вистината проблемите на оваа држава не се од 98 година. Проблемите се од 90 година, но тие проблеми само се таложија, се мултиплицира и не се решава. И како што видовме некаде 2001 година, доживеа своја експлозија кога почна војната, бидејќи како и секоја